Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди, издание кој ќе биде посветено на сточарството, односно на ветерината. Ветеринарната струка во Македонија е едно од најзначајните, за да имаме здрава стока, за да имаме напредок во сточарството и на крајот на краиштата и за да имаме здрава нација, да знаеме што јадеме. Но ветеринарите последниве години се фрлени на колена. Од година на година буџетот за програмите кои што требаат ветеринарите да ги спроведуваат се намалуваат, цените се нереално ниски и уште што е позначајно, со години бараат ДДВ-то да се намали на ветеринарните услуги, што ќе биде предност и за ветеринарите, но и за сточарите, но некако нема слух за сета таа работа. Во денешната емисија ќе поразговараме за една средба која што неодамна ја има ветеринарите од цела Македонија, се собраа заедно со ветеринарната комора, ги отворија сите прашања кои што се многу значајни за опстанок на ветеринарната струка и во денешното интервју со првиот човек на ветеринарната комора ќе ги представиме сите тие нивни барања. Ние кусо добивме став и од Агенцијата за храна и ветеринарство, ќе го пренесеме во целост за тоа кои се плановите како да се спаси ветеринарната струка од ваквата криза во која што се наоѓа, а во денешната емисија на некој начин ќе зборуваме целосно и за сточарството, односно ќе зборуваме за најдобрите страни во нашето сточарство, за свињарството кое не оди напред, но и за најлошата страна во нашето сточарство, тоа е млечното говедарство. Кравите на пола ни ги нема. Тоа е навистина алармантна работа, треба некој сериозно да свати дека тоа е приоритет број 1 со кој што треба сите да се занимаваат. За некаде 14 години од 250.000 говеда сме дојдени на 130-140.000. Пресметките официјални покажуваат дека 122.000 говеда имаме помалку. Тоа е веќе сигурен сигнал дека нешто мора подитно да се менува за да го спасиме, да го запреме овој негативен тренд. Имаме тука се и стручните совети кои се редовна рубрика, особено во вакви променливи временски услови се многу значајни, така да бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Поштетите кои настана од минусните температури, а кои во некои региони предизвика оштетување и до 100%, независниот пратеник Цеков со апел до Министерството за земјоделство и платежната агенција итно да се интервенира во измени на правилникот и земјоделците кои пријавиле штета од природна непогода да имаат право и на обештетување и на субвенции, а записниците за проценки на штети да се признаваат како исполнет услов. Според Цеков, државата мора да покаже разбирање и почит кон домашниот производител, кога му е најтешко. Наместо дополнителни бирократски пречки, потребни се брзи решенија и олеснети процедури. Имено според сегашните правила, за еден земјоделец да добие субвенции, мора да прикаже дека предал најмалку 30% производство кај регистриран откупувач. Агроцентарот е капитален логистички дистрибутивен центар што ќе се гради во економската зона во Газибаба, помеѓу клучките Хиподром и Сингелич, долж Скопската обиколница. Според проценките, комплексот треба да стане главен пункт за прием, складирање, сортирање, дистрибуција и продажба на земјоделски производи од целата држава. Проектот веќе привлекува сериозен интерес во домашната и регионалната градежна индустрија, пред се поради високата вредност, строгите критериуми и фактот што постапката се спроведува според правилата на Светската банка за меѓународни инфраструктурни проекти. Тендерската документација открива дека државата нема да ја избира најевтината компанија, туку изведувач што ќе понуди најдобар баланс меѓу техничкиот капацитет, организацијата и финансиската понуда. Основниот граѓански суд Скопје донесе пресуда со која утврди индиректна, продолжена и интерсекцијска дискриминација врз земјоделките. Тие се дискриминирани во остварувањето на правото од здравствено осигурување, особено правото на надоместок за време на бременост, раѓање и мајчинство, како и правото на надоместок за привремена спреченост за работа поради болест или повреда. Со пресудата судот ги задолжува владата и Министерството за здравство да иницираат измени и дополнување на Законот за здравствено осигурување за да обезбеди еднаков пристап до правата за сите осигуреници. Дигиталното земјоделство станува национална приказна. Факултетот за земјоделски науки и храна продолжува активно да ја гради дигиталната имина на македонското земјоделство преку современи технологии, практична едукација и меѓународна соработка.
Факултетот беше домаќин на работна посета на представници од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, при што повеќе од 30 советници и представници од 8 плански региони имаа можност практично да се запознаат со најновите дигитални решенија и технологии во земјоделството. Посетата представуваше многу повеќе од класична презентација на опрема. Таа беше реален приказ на тоа како изгледа современото земјоделство како наука, технологија и практична примена кои функционираат заедно. Главната тема за денешната емисија, како што спомнав, ветеринарите и проблемите со кои се соочува оваа многу значајна струка, која што е важна и за опстанок на сточарството, важна и за здравјето на луѓето. Но ветеринарите од година во година некако се маргинализираа, се тргаа настрана и никој не сакаше да се позанимава со сериозните укажувања кои што ги кажуваат. Ние поразговаравме со првите луѓе на ветеринарната комора, кои во име на ветеринарите ги истакнуваат проблемите со кои се соочува денес ветеринарната струка. Господин Николовски, имавте една многу значајна средба како ветеринарна фела. Тоа е како традиција секоја година. Кои беа заклучоците, на што беше дебатата главно фокусирана? Светската ветеринарна организација определила последната сабота од месец април секоја година да се обележи денот на ветеринарната професија на светско ниво, така да и секоја држава, посебно на секоја на свој начин, го обележува тој датум каде што докторите по ветеринарна медицина и другите ветеринарни работници, нели, ја истакнуваат важноста и улогата на ветеринарната професија, истовремено истакнуваат и одредени проблеми со кои се соочуваат на национално ниво. Така и ние на 24 април, тоа беше петок, а инаку денот се обележува на 25 април оваа година беше падна, значи последната сабота, во хотел Континентал свикавме состанок со целокупното членство на кој беа поканати представници од институциите, го поканивме директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, доктор Оливер Миланов, кој се одзва на поканата и присуствуваше, исто така и националната координаторка за безбедност на храна и ветеринарна и фитосанитарна политика при влада на Република Македонија, доктор Верче Мицевска. И со нив можевме и колегите беа присутни од прилика околу представници на околу 60 на ветеринарни друштва. Разговаравме за акутните состојби во ветеринарниот сектор. Јас ја користам приликата и да ви се заблагодарам на вашата медиумска куќа, која што секогаш покажувала интерес за оваа проблематика, која што не ги тангира само ветеринарите, туку следејќи што значи ветеринарната професија во едно општество, ги тангира секако и целокупното граѓанство во оваа држава. Концептот едно здравје, сите не загрижува, сите... Апсолутно. Ние сме тоа што го јадеме. Така е. Па еве, уште еднаш да потенцираме дека ветеринарната професија е клучна и есенцијална во неколку сегменти. Тоа се пред се во како неодвоив сегмент на целокупниот здравствен систем, тоа е тој концепт едно здравје, практично без здрави животни не можете да имате здрави луѓе и не е на одмет да кажеме уште еден факт ноторен, дека 60% од зоонотските болести, значи инфективни болести кај луѓето, потекнуваат од животни. Значи на глобален план апсолутно така и се третира ветеринарната професија како неодвоив сегмент од целокупното јавно здравје. И тоа е незината примарна функција. Второ е чување на здравјето и благосостојбата на животните и секако производство на безбедна и здравствено исправна храна, што се сами по себе ја сврстуваат, да речем, во есенцијални професии во едно општество и како такви општеството треба да ги третира. Сега, ние на неколку наврати имавме можност да кажеме со какви проблеми се соочува ветеринарната професија денеска. За жал, морам да истакнам дека во овие моменти, последната година-две, практично без никаква драматизација, меѓутоа навистина се соочува со екзистенцијални проблеми и со тотална економска неликвидност, која се должи на
на повеќекратно намалените буџети за здравствена заштита на животните, што е своевиден апсурд со оглед на тоа што во последните години токму државата е засегната од неколку многу сериозни заразни болести, а истовремено имате такви, да речем, кратења во буџетот што се навистина тотално нерационални и апсурдни. Комората, се разбира, реагираше и еве и тој состанок беше во таа насока, уште еднаш да ги истакнеме проблемите. Проблемите се следни. Имаме закаснување во исплатата на средствата за спроведување на мерките, кои што се наредени по годишна наредба за здравствена заштита на животните. Значи се доложи за 2025 година, пака и некои ветеринарни друштва и за 2024 година. Исто така, обемот на мерките не е задоволителен. Практично со намалувањето на добиточниот фонд, практично работата на ветеринарната, теренската ветеринарна служба е прилично лимитирана. Сега, ако и порано можеле ветеринарните друштва да издржат вакви ситуации, со оглед на тоа што вакви слични ситуации сме имале пред повеќе од 12-13 години со доцнење, да речеме, на исплатите, меѓутоа тогаш добиточниот фонд не бил во ваква состојба каква што е денеска, па тие можеле да компензираат на некој начин. Меѓутоа денеска со ова бројна состојба навистина ветеринарната служба е доведена пред колапс. И то без никаква, да речем, не без никакво претерување. Отворено разговаравме со представниците на Агенцијата за храна и ветеринарство и представникот на владата на Република Македонија за сите проблеми. Ние имаме конкретни барања, значи да се обезбедат средства и веднаш да се исплатат за останатите долгови. Втората работа е да се следи едноставно инфлаторните движења и на некој начин да се најде модус да се цените да се коригираат, да се коригираат согласно економските токови. Ние сега моментално ветеринарната служба работи по цени кои се формирани 2022 година. Ако се земе само кумулативната, само инфлаторните движења, веќе тие цени се изедени, да речеме, околу 40 до 50%. И оттаму едно од барањето на ветеринарната комора е тие цени да се, и тоа веднаш, да се коригираат односно да се зголемат линеарно за сите мерки за не помалку од 50%. Ние добиваме позитивни сигнали од Агенцијата за храна и ветеринарство, дека сето тоа ќе се реши, еве и овој начин и да речем ова медиумско представување на проблемот на струката, затоа што, како што кажав претходно, ова не е проблем само на 200-300 доктори по ветеринарна медицина, ветеринарни техничари и нивните ветеринарни организации. Ова е проблем на државата. Ако се земат некои глобални, да речем, движења во светот, треба да се земе во предвид дека енергетската безбедност значи имањето на енергенс, имањето на храна е безбедносно прашање од нулта категорија. И суверенитетот практично е тоа. Апсолутно. Значи секоја, да речем, сериозна држава во тој поглед, во поглед на безбедноста и обезбедувањето на исхрана за населението, секако дека ќе го стави во клучните приоритети. Сега нашиот сегмент, ветеринарно-здравствениот сегмент е и текако вклучен во тој дел. И оттаму сметам дека државата треба да има сосема поинаков пристап и затоа инсистираме на системско решение на овој проблем. Не повторно да разговараме секогаш за истите теми, како што се, зголемување на цените за ветеринарно-здравствени услуги, она веќе антологиско барање за намалување на ДДВ, за кое веќе ми е непријатно да разговарам, ама еве кога спомнавте и дека ние се обративме и до меѓународниот фактор, во Македонија пред известно време, скоро пред месец ден, беа присутни првите луѓе на Европската федерација на ветеринари со цел да ни дадат поддршка во нашите барања и истакнете исто така после таа посета испратија писмо до премиерот на влада на Република Македонија без ракавици. Без ракавици, да. Директно беше пораката. Директна порака, јасно директна порака. Се надевам дека таа порака е сватена како што треба и се надевам дека за брзо време дека ќе имаме, да речем, некаков фидбек и реализација на тие наши барања.
и сакам да истакна посебно во делот на нашето барање веќе повеќе од децениско за намалување на даночната стапка за ветеринарни услуги од 18 на 5%, една од мерките кои тие предлагаат, значи Брисел предлага намалување на даночната стапка, иако ние за жал секогаш добиваме од Министерство за финансии еден ист одговор дека поради европските ограничувања тие не можат. Што значи дека паѓа во вода тој така наречен аргумент и дека дефинитивно мораме тоа прашање да го решиме, да седнеме и да најдеме начин за една трајна консолидација на ветеринарно-здравствениот сектор, затоа што верувајте, ако ја земеме во предвид старосната структура на докторите по ветеринарна медицина и ветеринарните техничари кои што се вклучени баш токму во овој сегмент, јас ви тврдам дека за 10 години нема кој да ја работи оваа работа. И тек тогаш ќе се очиме со сериозен проблем. Гледаме примери, да речеме Хрватска или каде беше, ќе снема ветеринари на одреден регион, нема кој да ги надополни. Тој цел регион останува без ветеринари. Да. И то после тешко се надополнува. Еве ќе го земеме фактот како сакаме деца да се пишат на ветеринарен факултет, кога ги гледаат на постарите ветеринари, кои што утре треба они да ги менуваат, гледаат во каква состојба, немаат мотив едноставно. Да, тоа е еден, да речем, тоа е една од последиците и да речем намалениот интерес за студирање на студиум по ветеринарна медицина и исто така последица на третманот на ветеринарната професија во државата, што исто така недозволиво. Ако земете, например, во некои држави развиени, дека имате не знам, 4 или 5 кандидати за едно место, уписно место на факултет по ветеринарна медицина, тука имате едва и можеме 5 места за еден кандидат. Па така некако, за жал. Меѓутоа тоа навистина треба да речем оние луѓе кои што ја креираат политиката. Ние имавме додуше и со владини представници средби со релевантни структури кои што ветија дека ќе излезат во пресвет и она се ние како комора што треба да го правиме, да инсистираме што побрзо тие, да речем, тие ветувања да бидат реализирани. Од аспект на болести, кои се најкритични ветеринарите беа тие кои што застанаа на браникот и на некој начин ја спасија Македонија од африканската свинска чума. Ова сипаниците кај овците што гледаме во Грција направи хаос, попара со страшни економски загуби, кај нас со време се сопретребали таа порака да ја сватат надлежните која е важноста токму на ветеринарите. Дека таа заштита што ја направиле како да не се цени, како да така некако минорно се погледна на таа работа. Не се даде целата заслуга баш на ветеринарите. Па да, еве, например, за разлика ако компарираме хумано-здравствениот сектор во услови на пандемија со COVID, како беше третиран, а како е третирана ветеринарната професија во услови на појава на заразни болести. До вчера имавме африканска свинска чума, се појави син јазик, чореста кожа имаше претходно. Зборувам за рецентните појави, да кажем, сега моментално имаме неколку појави на сипаници кај овците и козите, една многу сериозна заразна болест кај овците и козите, кој што има потенцијал на вистина да го уништи. Да, економски загуби неверојатни. Огромни. Значи една високо патогена болест, лесно пренеслива, која што има голема смртност, 20% кај возрастните единки, а дури до 50% кај младите, значи огромни се. На Грција што има такви ресурси и пари, дојде до нивото председателот да се вмеша, да рече луѓе, дај првин да решиме болеста, па ќе зборуваме за сите други натаму. Па точно. Тие има навистина милионски во евра суми на штети. Ние за сега ја држиме под контрола, неколку имаше жаришта, појави, и тоа во југоисточниот Кумановски регион, и сега добро е што се задржа, значи сепак тоа е доказ брзата реакција, затоа што теренската ветеринарна служба е клучна при брзото откривање на болеста, што е кај заразните болести клучно, брзото откривање и да имате ефективна ветеринарно-здравствена служба која што веднаш ќе реагира. Во случајот при појава на ова посебно заразна болест која е сврстана во категорија А према Светската организација за здравје на животните, се преземат радикални мерки, значи стемпинг аут, потполно уништување на заразеното стадо.
Значи, за сега, ние ја држиме под контрола ситуацијата. Еве, за среќа, како што го знаете, не дојде во ризик нити извозот на јагнето. Да. И Агенцијата за храна и ветеринарство прави напори преку измени законски, преку регионализација на државата да обезбеди, да речем, статус таков при појава на заразна болест во одреден регион, Да не настрада цела држава. Да не настрада цела држава, што е многу важно. Значи, еве, ние сме во ситуација да на терен покажуваме колку сме важни и покрај, е она што е за секое поздравување, дека колегите и покрај оваа ситуација каде што им се должи, каде што се наоѓаат навистина во една крајно незавидна ситуација, си ја вршат работата многу коректно, совесно и стручно. Во случајов од парите од фирмата што ги има од друго сработено, ставаат бензин за да идат на терен, не прашуваат треба или не треба. Одат и ја завршуваат работата. Пак државата се надеват дека ќе се одолжи со време. На овој начин тие акредитираат државата. Так. Што е недозволиво со оглед на она што е значењето на струката. И она што е факт, дека сите преземени мерки, потрошени пари за превентива се многу понески од она што кога при, да кажеме, при неефективна ветеринарна служба и при ширење на заразната болест, колку финансиски средства би ја чинела една држава. Созема за крај, кој е апелот? Можат ли ветеринарите да ја кредитираат и понатаму државата? Можат ли да чекаат некакви ребаланси? Колку е итно решавањето на вашиот проблем? Не, апсолутно не можат и веќе не е 5 до 12, него е 12:05, поминало времето. Мислам дека треба веднаш да се реагира и да се најдат конечно системски решенија за прашањето за финансирање на ветеринарно-здравствениот сектор. И конечно, не е прашање на обстанокот на секторот, значи ние не укажуваме за обстанокот на секторот, укажуваме кои се последиците по државата доколку тој сектор биде доведен да не може да си ја извршува својата функција. Добивме и куст став од Агенцијата за храна и ветеринарство во кој се вели: Агенцијата за храна и ветеринарство работи на подготовка на нова одлука за висината на надоместоците. Во очекување сме на ребалансот на буџетот за да видиме колку дополнителни средства ќе бидат одобрени. Со представници од ветеринарната комора и владата разговараме за корекција на цените. Дали тоа ќе биде во висина од 40% или 50% ќе се знае откако ќе биде донесен ребалансот. За останатите обврски од минатата 2025 година се доставени за исплата до Трезор и согласно утврдената динамика од Министерството за финансии се вршат и исплатата и финансиските средства. Во Агенцијата за храна и ветеринарство нема заостанати фактури за реализирани активности, освен оние кои тековно пристигнуваат. Како институција работиме и на Законот за здравје на животните, кој е во финална фаза на подготовка и кој предвидува регионализација во рамка на 8 региони. За решавање на било какви проблеми согласно договорот кој го постигнавме со ветеринарната комора, еднаш до 2 пати месечно ќе одиме во посета на секој од регионите со цел нивно заедничко надминување. Минути предвидени за блокот стручни совети во вакви променливи временски услови, многу значајна е заштитата. Во вториот дел од емисијата остануваме на сточарството, ќе позборуваме за производството на свинско месо. Тоа ни е една гранка која што многу успешно оди напред, многу се добри показателите и тоа е пример како треба кога ќе се фати една гранка стручна од сите аспекти и државата и науката кога ќе застане за неа, како има напредок. Тоа истото треба да го мултиплицираме во сите гранки во сточарството. Господин Георгиевски, како председател на малите и средни свинјарски фарми во Македонија, како гледате актуелната состојба моментално, што се случува и во околината и кај нас, со цените, со производството, еве ваш коментар за почеток. Ситуацијата генерално е стабилна, значи веќе година и пол го поминавме постот каде што свинското месо беше помалце барано. Имаме пораст на цената на прасињата за тов, како кај нас, така во Европа. Ситуацијата е стабилна исто така и со африканската свинска чума.
Околу околината, значи, Европа има премногу сериозни големи проблеми, посебно во Србија и Бугарија, каде што цената на живата вага на свињата е €1,20 до €1,25. Во големи размери се увезува смрзнато и свежо заледено месо кај нив. Исто и Европа нема пласман, значи да се извезе кај големите потенцијални купци како што беа Русија, Кина. Драстично се сменија таму работите. Многу. Поради некоја си политика на Европа, значи моментално европските производители имаат премногу мака со нивниот пласман како и со нивното производство. За сега, она што ние како суверенитет, она снабдено што имаме на домашниот пазар со свежо свинско месо, ни дава некоја стабилност. Можеме да одолееме на тие притисоци, не се очекуваат влијание од ваквите негативни притисоци. Пазарот моментално ние го снабдуваме 100% со свежо свинско месо, преработката целиме во наредните 2 до 3 години да дојде веќе на 50% од побарувачката, тоа што го имаат големите капацитети. Така да во овој момент генерално е стабилна ситуацијата, немаме пореметување на пазарот. Како го коментирате фактот што се најавува дека во иднина субвенциите повеќе ќе бидат насочени, парите од субвенциите ќе бидат насочени кон програми кои што ќе носат инвестиции во трактори, во опрема, отколку во директни плаќања по грло и тоа. Можеби таквите директни плаќања ќе останат на исто ниво, но ќе се зголемува фондот на пари кои што ќе се планираат за такви инвестиции. Колку вас ви се потребни? Себе забораваат во некои програми. Еве, ако треба да се дели земја, никако сточарите да добијат земја. Се делеле трактори, сточарите ги немало. Сега најавуваат дека и сточарите ќе влегле у тие програми за да добиваат трактори. Знаете тоа, кој да дојде секогаш го вели истото. Јас тука би се надоврзал на вас дека јас за таа програма би дал зелено светло. Се надевам дека ќе се работи веќе и на законски измени и на мерки, дека освен што може да конкурира и раноградинарот и полјоделецот, да може и сточерот во се да конкурира. Значи имаме многу правни пречки и постапки каде што сточерот е иземен од тие конкурси, апликации, мерки, а треба пред се многу работа треба во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вас ве гледаат само како фарма каде што се чуваат свињи, еве како пример ќе за. Не сваќаат дека доколку ви се дае шанса, вие би си произвеле поевтина храна, па ќе станете поконкурентни на тој начин. Точно, се зависи од храната, значи од почетниот стадиум, поточно од житарицата, мада по некои мои информации Македонија не располага со некое си многу големо плодно земјиште, за разлика од Војводина, точно Војводина или општо кај нас се плодни земјиштата, Пелагонија, Полок и Свети Николе Куманово што е останато нешто. Тука би се надобрзал дека не е фармата само како фарма, него дека е потребна стварно механизација, не само за мене како Боја, него за сите мои фармери, каде што тие трактори треба да се искористат, дали за испрвање на ѓубрето и осаката, дали, например, за амортизација. Во секој случај е потребна механизацијата и времето ќе покаже они дали ќе си стојат на збор. Помалите фарми ја сватија важност од инвестиции, од инвестирање во современување за да опстанат на пазарот. Не поминаа времињата само во импровизирани кочини да се чуваа нешто стока и ајде ќе се живее. Мора да се инвестира на некој начин за да се оди напред. Секоја година како оди технологијата напред, така треба да иде и човекот, и фармерот, и сточерот, и земјоделецот, да се применуваат најновите агротехнички мерки, значи излегла најнов вид варијанта на вентилација, ладење, бидејќи ако не се инвестира, ќе се остане на 8, 9, 10 прасиња. Со секоја инвестиција ви имате минимум прасе плюс по фарма. Нели, сега не е само во инвестицијата, него тука е еден целокупен процес каде што ви треба, например, добра генетика, ви требаат исто така добри работници кои би се посветиле на животното, не само кај свињите, пак ќе кажем, дека треба да има исто така добра храна, здрава храна, значи. Колку ви се важни како алка во целиот тој синџир ветеринарите?
се наоѓаат моментално во незавидна состојба, бараат, укажуваат веќе подолг период од државата дека нивни програмите што се за следење не се доволно платени, се помалку има интерес кај нови ветеринари да се запишат на деца, колку се важна алка во целото тоа сточарско производство, па и во земјоделското производство. Пред се јас сум самиот ветеринарен доктор, јас ги поддржувам нивните укажувања и барања бидејќи теренските ветеринари се оставени на цедило. Сточниот фонд драстично се намалува, значи освен што имаме пораз кај моториците, гоениците и кокошките за конзумни јајца што произведуваат конзумни јајца, овчарството е во сериозен пат, млечното говедарство е во сериозен пат, бар по тоа што ги имам информациите на терен. Местното говедарство мислам дека со овие цени дека ќе оди бројката нагоре, ќе имаме некој благ раст и покачување, ама сепак таму сме 100% увозно зависни. Во делот на укажување на ветеринарите мора малце државата да се позанимава посериозно со тој проблем, бидејќи пред се имаме и премногу слаба заинтересираност веќе на факултетите, како во Скопје, така и во Битола. Гранката драстично паѓа. И тука би дал еден апел дека надлежните веќе треба да се позанимаваат со таа работа и да ја сватат здраво за готово, бидејќи хуманиот доктор го лечи човекот, додека ветеринарот го лечи човештвото. Едно здравје за сите е пораката. Она што ни е слаба страна во нашето сточарство, тоа е млечното говедарство. Од година на година ние имаме се помалку говеда. Бројките се навистина алармантни. Падот на откупната цена на суровото млеко се заканува да го уништи млечното говедарство, предупредуваат сточарите. Последниот потек на млекарниците, со кој ги намалија откупните цени на суровото млеко за дополнителни 2 денари, е сериозен удар за сточарите, кои за една година се соочуваат со пад на откупната цена на млекото од близу 10 денари, иако по маркетите цените на млекото се во постојан пораст. Ако пред една година млеко се откупуваше за 33 па и за 34 денари, денес таа цена е падната на 27-28 денари, а има млекарници кои откупуваат млеко и по мизерни 24 денари за литар, укажуваат сточарите од Сдруженијето Пелагониско поле, кои за овој проблем бараат итен прием кај премиерот Мицкоски. За 6 месеци нас ни се намали негде 8 денари, а во маркетите се зголеми за 15 до 20 денари литар млеко. Така да, некни кога го добивме чеко од пресметката од млекото, нас ни дојде 2 денари поевтино, а на бензинска цената на нафтата 2 денари одма се поскапи, значи во истиот момент. Така да, е состојбата многу тешка во моментот. Сточарите со апел до власта да се пуштат пари за субвенциите, бидејќи немаат земено за 10 месеци за млекото. Сега, во време на пролетна сејдба, кога имаат најмногу трошоци за производство на поевтина храна, за да може да ја пребродат кризата со ниските откупни цени на млекото. Од Националната земјоделска мрежа застанаа за ова барање на сточарите со укажување дека мора подитно да се донесе минимална откупна цена, која ќе ја пресмета науката, под која државата нема да дозволи млекарниците да ги манипулираат сточарите, нешто слично како што се прави за грозјето. Во овој момент, значи, ние како Национална земјоделска мрежа инициираме и барем од владата, односно од ресорното министерство, да се инициира еден процес, значи да се донесе некои законски решенија кои на некој начин ќе гарантираат таа заштитна цена. Значи минимална заштитна цена со кој сточарите ќе бидат, значи, колку толку на ликвидни. Сега како што стојат работите во овој момент, значи тие работат со дебела загуба и ние сме свесни дека сточарството не е гранка што можеме преку ноќ да ја подигнеме. Тие укажуваат и дека државата мора посериозно да се позанимава со маржите на млекото и млечните производи заради драстичната разлика во цена од фарма до полица во продавница. Дека сточарите сериозно ја губат битката за својот опстанок, немилосрдно го отсликуваат официјалните податоци.
Според последните податоци на Државниот завод за статистика, во 2025 година вкупниот број на говеда е 142.000, додека во 2011 бил 265.000, двојно повеќе. Овие бројки, кои последниве 15 години се во постојан пат, укажуваат дека неповратно сме изгубиле над 122.000 грла говеда, што се отсликува и во порастот на увозот на млеко. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.